Почитувани колеги, почитувана заместничка министерка, образложението заради кое што не го прифаќате овој амандман е многу штуро. Значи, затоа што е во програмата за 2019 на јавното предпријатие за државни патишта. Нити е во програмата, нити е за наредната 2020 година, ова е буџет за 2020 година. Ние бараме да се обезбедат средства, затоа што досега во програмата за планот за живот беше ставен како приоритетно и стои Велес, Прилеп, Битола, Меджитлија ќе биде изграден. Меѓутоа, барем да беше нешто почнат. И кога говориме за програмите, ова беше и во програмата на ВМРО ДПМН и во програмата на Социјалдемократскиот сојуз. И тука немам јас дилема дека во нашата некој ги зел или не. Барањата на граѓаните се тие. Значи, барат пат да се изгради, ние сите одиме на терен како пратеници и после тоа ние учествуваме во креирањето на програмите од своите политички партии. Гледаме дека граѓаните барат решавање на регионален или експресен пат, или локален пат. И тоа се преточува во програмите. Меѓутоа, која е разликата? Разликата во реализацијата на ветувањата. Значи, добро е и понатаму кога министрите во новата влада ги даваат своите изјави, точно да кажат до која фаза е, како планират, а после тоа и приносењето на буџетите или на ребалансите. И сега кога ги гледаме изјавите на министерот Сугаревски, значи кажува дека и тоа пред неколку месеци, ова е негова изјава, во однос на изградбата на експресниот пат Битола Меджитлија, во тек е изработка на проектна документација. И се очекува да биде готова в година. На крајот. Значи, ова време, негде на крајот на годината, досега ни проектна документација не е изработена. Не патот да очекуваме дека е изработен. Значи, тоа се тие шарени лаги, за жал. И добро е да говориме со факти, да не ги лажиме граѓаните. Ние не сме успеале да го реализираме овој проект, сме го ставиле во програмата и доколку дојдевме на власт, сигурна сум дека ќе почневме да го градиме. Меѓутоа, вие со една голема шарена лага дојдовте по ова решение. Помина е веќе, 2,5-3 години, еден колега милува да каже и 5 години. 5 години затоа што во однос на техничката влада ги менавте сите, началници во локална самуправа и во Министерство за труд и социјала и се направи еден навистина комплексен систем за работа во која има не се само министрите, се и сите до локално ниво началници или раководители. Затоа се смета дека и тој ви рачуна дека се 5 години. Начинот на одлучување каков е, тоа е друга приказна. Меѓутоа, во овие 2,5 години да не се направи барем проектна документација и да се излегува со изјавата дека нас Пелагонискиот регион ни е многу важен и е во фокус. Во однос на тоа имаме ние, ова со колегата го поднесовме како амандман и за овој патен правец и за патниот правец, кој веќе сега министерот кажува дека ќе биде автопат. Тоа ќе биде од Прилеп до Битола. Значи, за тие два амандмани кои, од кога сте на власт ги поднесуваме како амандмани, меѓутоа воопшто ништо не е направено. И не интересира кога ќе ни читате, не знам кој пат ќе го правите на друго место. Ние како пратеници во овој момент поднесуваме амандман да помогнеме со парични средства, ако ништо друго, барем и проектната документација, да не биде лага, ни в година нема да биде готова проектната документација. Народот затоа треба да одлучи на 12 април на кој ќе му ја даде поддршката и како понатаму ќе се движи државата. На економски план, верувајте, сум 100% сигурна дека ќе се движи многу добро, да, ако му дадат доверба на ВМРО ДПМН. Значи, тие лаги, така очевидни во изјавите,
може да ги слушнат граѓаните. А зошто е тоа важно? Зошто беа важни изградбата, односно почетокот на патната инфраструктура која ја започнавме во изминатиот период додека ВМРО-ДПМН беше на власт, и зошто критикувавме зошто се направија застој во овој дел, кажав јас, најглавно и главната компонента градежништвото се намали како процент и се забави и влиеше во растот на бруто домашен производ, меѓутоа она што значи крвоток во државата, развојот на економијата се темели во овој, развојот на железничката патна мрежа, на патната инфраструктура, многу важни, посебно во овој дел кон Меджитлија, значи тој регион, посебно Битола, еве и Прилеп голем дел веќе, имаме трговија и развој, комуникација помеѓу Грција и Македонија. Значи независно тој наш регион од сите досегашни политички збиднувања многу добро функционираше на економски план. И е важен за тие меѓугранични зони економски како се развива. И затоа е важен овој дел од изградба на патната инфраструктура, кој економски многу ќе допринесе за побрз развој во регионот. Така да, важно е, макар и видоизменет амандманот, да се помогне да се усвои овој амандман. Јас вчера кажав дека ниеден амандман од опозицијата досега немате усвоено. Добро е да размислите барем вакви клучни, круцијални, каде што ќе помогнеме сите да се издвојат парични средства и да се помогне на Пелагонискиот регион, посебно во овие два патни правци, овој до Меджитлија и посебно нака не биде автопат. Голем залак е тоа што го кажа, нема да биде автопат, сум сигурна. Меѓутоа нака биде една рехабилитација, нака биде проширување, нака биде експресен до патот од Прилеп до Битола. Така да, колеги пратеници од тој регион, еве се спрема колешката од Прилеп, добро е да не ми ги чита патните правци, кои барам поддршка за овој патен правец, и тоа ќе го сметам не е декларативно, не е декларативна заложба, туку вистинска заложба за да го изградиме овој патен правец. Благодарам.